книжевна лабораторија на Стереолаб. Муабети за книги и стрипови, за промоции, книжевни фестивали и настани, интервјуа со писатели, преведувачи и илустратори. Муабети за сценарија, за филмови и серии, за текстови од омилени песни. Читање и скитања низ уметничките простори каде што царува зборот, а понекогаш и тишината. Муабети за книги, музика, филм и се помеѓу. Книжевна лабораторија со Билјана Црвенковска и Чудна шума. Секој вторник од 18 до 20 часот. Сега разбирам зашто не успеав да ти напишам песна. Ти си песна на песните. Луна, црна луна. Луна. Мосонот на црната шема. Црна маслина, најтемна бронза, најдлабок звук. Звук од там-там. И звук од там-там. Там-там. Од твоите предци. Светлина темна што ме води по патека. По патека, опасна и светла. Телото твое неуморен ритам. На океанот. Ти ме разболуваш, ти ме влекуваш. Стојам под небото на твоето тело, твоите црни магии в чаша. Луно, црна луна. Луно, црна, црна луна. Немам збор да ти противречи. Немам сила се спротистави. Неусетно паѓам и тонам. Јас паѓам и тонам. Неусетно паѓам и тонам во твојот сон. Како афричко сонце во океанот. Луна, црна, црна луна. Црна маслина, најтемна бронза, најдлабок звук. И звук од там-там. На твоите предци.
Телото твое неуморен ритам, крвоток на океанот и звукот там, светлина темна што ме води по патека, опасна и светла. Светлина темна што ме води по патека, опасна и тесна. И звукот там, телото твое неуморен ритам. Телото твое неуморен ритам. Јас исплашен и страшен, стојам под небото на твоето тело. Од твоите црни магии в чаша. Луна, црна луна, црна луна. Ми велиш, јас сум твоја ноќ, твоја вечна луна. Јас сум твоја ноќ, твоја вечна луна. Биди спокоен, тука ке векуваш. Ми велиш, јас сум твоја ноќ, твоја вечна луна. Здраво. Добро дојдовте во книжевна лабораторија со Билјана Црвенковска и Чудна шума. Ова е Стереолаб радио. Денеска со мене во студио е Драгана Лукан Николовски. За оние кои што не знаат, Драгана е пред се драмска писателка. Таа е сценаристка, меѓутоа општо таа е писател, значи таа пишува и раскази, има објавено една збирка раскази, има добиено награди за нејзините раскази и меѓу другото е и драматург во театарот за деца и младенци во Скопје. Актуелно, зошто е токму Драгана во моментов во студио, мислам имаме доста теми кои што се актуелни, меѓутоа најактуелно е што нејзиниот драмски текст Марта Верина моментно се наоѓа на репертоарот на Македонскиот народен театар. Тоа е една представа која што е во режија на Нина Николич, има одлична актерска екипа. Таа е копродукција на Перипетија продукција на Македонскиот народен театар и е во соработка со фондацијата Ацо Шопов. Еден интересен момент е дека самиот текст има доста мотиви, доста песни од Ацо Шопов кои што се провлекуваат низ приказната. За тоа ќе зборуваме малку подоцна. Значи, добри дојде Драгана. Добро те најдов, Билјана. Фала ти многу што ме покани, баш ми е задоволство денеска да разговарам со тебе. Да, јас овде некако се погодија емисииве, едно по друго саде феминистички теми, меѓутоа не знам, некако таков е склопот на околностите, не дека инсистирам намерно на женски гости и на феминистички теми, но ајде, значи ќе почнеме од Марта Верина, ќе почнеме пред се од темата во текстот, од главниот лик. Она што ми е мене тука многу интересно е бидејќи се работи за еден многу, да речам, индивидуален карактер, за една жена која што живее надвор од сите наши, да речам, македонски стандарди и норми како треба да живее една жена во низините веќе накај средни години. Не баш, но да речеме над низините години, над 30
Да, Марта по драма има 35 години. 5 години, да. Да, што во македонската перцепција на жената е крајната граница до кога те доживуваат дека си млада. Марта е всушност ја доживуваш така затоа што она е самата по себе лик, екзистенција, она функционира според сопствените принципи, да ја ставиш во било кој контекст, она повторно ќе функционира и ќе реагира од сопствениот карактер и затоа е толку интересна и специфична и за публиката, особено за женската публика. Од друга страна, машката публика знае и да ја осуди, дел од постарата женска публика исто така знае да ја осуди. Мислам, интересно е тоа да се гледа реакцијата на публиката денеска, кога Марта веќе имаше, не знам, 2-13 изведби во МНТ, да се забележи самата реакција на тоа како сите реагираат на незината животна приказна, бидејќи во суштина целта на оваа приказна е да каже дека секој има право да биде среќен на начинот на кој што тој ја доживува среќата. И тоа е во суштина едно од најтешките работи што луѓето треба да си ги признаат сами пред себе. А ние живееме во едно општество во кое што луѓето сметаат дека имаат право премногу да навлегуваат во тоа како другите живеат. И многу е поважно што ќе кажа околината, отколку тоа како се чувствуваме. И во последниве години забележуваме дека има огромен пораст на анксиозност, депресија кај луѓето кои што се предизвикани баш од таа причина, мислам, генерално затоа што сите се плашат да му покажат на светот кои се вистински. А Марта е значајна заради тоа што она доаѓа во еден момент од својот живот кога решава дека ќе прави така како што сака и дека ќе одлучи да биде среќна така како што таа ја доживува среќата. Да, кажи ми како настана идејата? Како настана идејата да ја поврзеш поезијата на Ацо Шопов со твојата оригинална идеја за Марта Вери? Да речем, од каде тргна инспирацијата? Дали Ацо Шопов беше инспирацијата или ти имаше идеја, па Ацо Шопов ти легна на идејата? Ова не го знам и затоа ме интересира да го дознам. Значи, интересна е во суштина приказната на двете, пошто се тоа две паралелни приказни. Кога јас бев во основна школа, во моето школо се одлучи дека нема веќе место за библиотека и тоа требаше да се притвори во училница по информатика и од таа причина библиотеката се расформираше. И бидејќи мојата професорка по македонски знаеше дека јас многу сакам да читам, кога ги однесоа сите книги во подрумот на школата, ми рече: "Те молам, Драгана, оди доле и земи се што сакаш, затоа што книгите најверојатно ќе ги фрлат." И така јас отидов во библиотеката, односно во расформираната библиотека, во сите тие купишта кутии со книги и одбирав што ќе понесам дома и направив една сопствена мала библиотека. Во тој комплет книги кои што ги земав беше еден избор поезија од Ацо Шопов. Значи јас мислам дека бев 5 оделение кога се случи овој настан и таа книга одеднаш почна спонтано да живее буквално покрај мојот кревет. И денеска е интересно дека таа е токму таа книга, самата книга која што игра во представата. И всушност така се роди мојата љубов кон поезијата на Ацо Шопов, затоа што јас го доживувам Ацо Шопов дека е еден од најзначајните сигурно поети од Македонија и не само од Македонија, мислам неговата условна несреќа е тоа што пишувал на македонски јазик, па не успел да добие таа слава која што ја имаат некои други поети кои што пишувале на некои други јазици. Но неговата поезија е карактеристична по тоа што тоа е поезија за луѓето. Мислам, неговите зборови се толку блиски до секого, што јас кога почнав да размислам за идејата за Марта, која што е сосема една друга приказна, Марта се роди всушност од само една реченица. Јас еден ден се разбудив обседната со реченицата, Марта беше предодредена да биде среќна. И пробував со месеци, па малтени и години да го најдам контекстот на таа реченица. Значи се обидов да напишам роман, се обидов да напишам расказ, се обидов да напишам било што. На крајот Марта се беше напишана првично како сценарио за игран филм. И јас обично кога ќе завршам некоја приказна, собирам некои своји пријатели глумци дома кај мене да ми го прочитаат тоа што сум го напишала, затоа што
особено кога пишуваш диалог и ти знаеш, е многу важно да го слушнеш тоа од другата страна како звучи, впрочем, и на такво едно читање Нина Николич беше секако тука како моја најдобра другарка. И она кога го слушна сценариото, рече, ово мораш да го напишеш еден ден да биде драма. Јас долги години одбивав да го направам тоа, но еден ден самата се разбуди со идејата за тоа дека тоа е толку еден интимен текст што мора да се игра на тој начин на кој што се игра денеска. Значи, камерна представа, мала сцена, публиката да го има тоа чувство дека влегува во некој простор во кој што не би смеела да биде, баш она како да дзиркаш низ клучалка во нечи живот. И како што се развиваше приказната за Марта, така јас сватив дека целото тоа влијание на поезијата на Ацо Шопов врз мене самата се вклупува апсолутно во секој од карактерите во оваа представа и затоа и во самата драма и во самата представа, после тоа музиката ја направи Поетроника, тие стихови се доделени на карактерите, значи на секој карактер му е посветена по една песна. Да. Супер, јас ќе пуштам уште една, баш бидејќи сега ги спомна Поетроника, ќе пуштам уште една песна од Поетроника, па ќе продолжиме после тоа со останатиот дел од разговорот.
Назад во студио, книжевна лабораторија, гостинка Драгана Лукан Николовски. Зборувавме за текстот Марта Верина. Тоа е представа која што моментно игра во Македонскиот народен театар и препорачувам да отидете да ја видите, бидејќи имаме ретка прилика да видиме, да речам, текст од македонска драмска авторка, кој што е модерен, современ, кој што зборува за теми што се, да речам, актуелни. Драгана, што туку ми спомна додека одеше музиката, дека всушност Марта Верина е прв дел, односно прв текст од една трилогија. Што е всушност трилогијата, зашто се работи, како се поврзани тие приказни? Трилогијата всушност е насловот некаков работен, е 3 драми за љубовта под наводници. Марта е првата драма. Тие 3 драми не се поврзани на ниво на содржина и приказна, нема да бидат истите ликови во прашања. И покрај тоа што после Марта сите бараат дека сакаат да видат втор дел што ќе се случи понатака, но тука завршува оваа драма, нема потреба да се прави мислам серија. дека нема потреба да се продолжува. Сите знаеме што се случува. Да. Втората драма е веќе напишана. Незиниот наслов е 104. И јас нема да кажам ништо повеќе од за што станува збор во таа драма. Јас се надевам дека во наскоро време ќе има публиката прилика да ја гледа. И третата драма, која што во моментов го развивам концептот за низа, се вика Твојот маж и е исто една урбана скопска приказна во која што се вклучени 2 најдобри другарки. Така да тоа се 3 драми кои што ги поврзува урбаниот јазик со кои што зборуваат, ликовите кои што ги познаваме сите од нашето секојдневие и при темата на условно љубовта која што луѓето често знае да си дозволат себе си да ги зароби на некој начин и многу доцна во животот да свата дека тоа не било баш вистинска љубов. Да. Ова е интересна тема. Мислам, јас повторно ќе им кажам на оние кои што слушаат дека ако не ја гледале Марта Верина, дека токму еден таков момент, нели, може да се види таму и може да се видат повеќе аспекти всушност на таа љубов од повеќе страни. Кажи ми, Драгана, ти имаш пишувано и многу сценарија, имаш пишувано други драмски текстови, имаш збирка раскази која што е објавена, тоа е Улица Мајмунска. Што ти е предизвик во пишувањето? Со што се занимаваш? Што е она што си го работела претходно, а што е она што сакаш да го работиш во иднина? Некоја да ни направиш паралела, да речам, во твојот развоен пат од почетоците, од факултетот за драмски уметности па до денеска? Да, мислам дека пишувањето е многу една интересна професија. Тоа е нешто што или си или не си. Мислам, нема врска со образование. Многу рано во животот сватив дека ќе сакам да бидам писател. И само не знаев каква врста на писател би сакала да бидам. Најверојатно како и сите во оние најпрви години во детството, во основното школо и пишуваше поезија. Поезија, да. И добивав награди за таа поезија. Тоа беше супер еден супер период. Но Јас почнав со поезија, морам да кажам, тоа е такво клише, Да. всушност, ама добро. И како и да е, во понатака во животот, како и сите ние, во еден момент малце имаш во средно школо момент кога повеќе читаш, помалце се осмелуваш да пишуваш, те напаѓа еден страв, недоволна самодоверба и така натака. За потоа да ја продолжам својата приказна на Филолошкиот факултет во Скопје на општа и компаративна книжевност, каде што поминав 3 години и бидејќи морав да чекам класата за драматургија на Факултетот за драмски уметности, распишува конкурс на секои 4 години и се примаат 6 студенти, а годината јас кога завршив средно школо, уписот беше поминат претходната година, значи морав да чекам 3 години. И некако Филолошкиот факултет го доживеав како една подготовка за драмскиот факултет во Скопје. И денеска сметам дека можеби тоа би требало да биде и услов за студентите на драматургија, особено и на режија, веќе да имаат некакво високо образование пред да дојдат да се запишат на тој факултет, бидејќи тоа се одредени професии кои имаат потреба да
Да созреат. Да созреат буквално на тој начин. Да созреат како човек треба да созрееш за да можеш да почнеш да учиш воопшто како да се занимаваш со овие професии. И така да тоа беше следната фаза, факултетот за драмски уметности, кај што дипломира во класата на Русомир Богдановски и потоа магистрира под менторство на Сашко Насев. Јас бев можеби првиот студент на ФДУ што на драматургија што дипломирав со филмско сценарио, а не со драма. Браво. Да, некако така се определив и покрај тоа што кога се запишав на факултетот за драмски уметности, сметав дека не постои нешто поглупаво од пишување сценарија, пошто тоа е занает, а драмата е правата уметност, но како што се одвиваа студиите, некако сватив дека тие граници што ти ги дава сценариото на ниво на форма и занает, ти даваат една друга креативност да треба да најдеш одредени решенија на одредени проблеми кои што може да развијат генерални идеи. У суштина така дојдов до тоа да почнав да се занимавам со сценарио повеќе од драма и реално можеби поминаа 10 години од мојата последна напишана драма до Марта Верина. Значи ја 10 години пишував генерално филм и телевизија. За сега повторно да го откривам на некој начин театарот како една примарна љубов, со тоа што генерално за сите овие работи важи тоа дека пишувањето, особено на вакви форми, е нешто на ниво на тренинг. И мора да се пишува постојано и континуирано и да се вежба апаратот за размислување на тој начин, за размислување во слики, визуелно. И тоа е еден процес кој што трае без престан. А прозата ја открив многу доцна во животот, значи пред 5 години еден ден станав и напишав расказ и го напишав расказ. И доби награда. И добив награда, да. И всушност така почна таа приказна. Излезе Улица Мајмунска во издание на Гаврош. Јас многу ја сакам таа книга. Тоа е од друга страна еден сосема поинаков начин на пишување. Јас во своите раскази се обидувам да нема диалог. Бидејќи цел живот пишувам диалог и расказите како такви се напишани најчесто од позиција на сезнаен наратор. Додека сега во моментов, мислам пред неколку недели, ја завршив мојата втора збирка која што не е баш збирка, тоа е една интересна форма што се вика роман во раскази. И насловот работен, кој што мислам дека ќе остане и во изданието, кој што би требало наскоро да се случи, е 11 проверени начини како да ја заебеш љубовта. Тоа се 11 раскази кои што малце повнимателниот читател ќе може да забележи дека се меѓусебно поврзани, односно дека ликовите од секој од тие раскази се појавува и во други раскази, но секој од нив функционира и како независна приказна сама за себе. Добро, ова е интересно, значи ете, со нетрпение очекуваме да ги видиме тие раскази. И ова е, да речам, многу добар момент затоа што ти експериментираш со жанровите, затоа што таа рутина што ти ја спомнуваш пишувачка, мислам дека не важи само за драмските писатели, мислам дека важи за сите писатели. И дека всушност таа школа која што ти ја стекнуваш пишувајќи сценарија и драмски текстови и да речам тоа што мора да се внимава многу повеќе на формата и на должината за разлика од прозните дела, е многу добар тренинг за понатаму, за да точно знаеш да имаш мерка во пишување на прозното дело. Мислам дека е многу добар баш така со тоа ти всушност се учиш да бидеш и добар писател, не само добар драматург или добар сценарист. И мислам дека, знаеш, и писателите понекогаш имаат, оние кои што се само писатели, нели, сериозните писатели на сериозни дела, имаат понекогаш и потценувачки однос кон оние кои што пишуваат други жанрови. Да, не третираат како занечи. Да, како занечи, а всушност мислам дека баш треба да поминат една таква школа, бидејќи на многу од нашите писатели им фали занаетот и се гледа дека не пишувале, да речам, дисциплинирано, со претходен план и програма, туку така стихино си влетале во инспирацијата и си напишале нешто кое што не било претходно доволно обмислено. Мислам, некогаш се случуваат и гениални дела и така ако почнеш да пишуваш, меѓутоа
не сум баш сигурна дека тоа секогаш може да помине. И ова е интересно затоа што ти си еве сега конечно во четврток, така ќе бидеш и официјално примена како член на Друштвото на писателите на Македонија. Честитки. Фала. Многу малку има драмски писатели кои што се членови на друштвото. Има генерално многу малку драмски писатели во Македонија. Значи, јас на факултетот за драмски уметности дипломирав како 18-ти студент во историјата на оваа земја, од кога постои таа катедра. Со тоа што генерално кај нас се уште не се прави разлика меѓу тоа што е драмски писател и што е драматург. Луѓето не го знаат. И многу често се среќаваме со наслови, особено од новинарите во вестници, светски познатиот драматург Шекспир. Мислам, Шекспир не бил драматург. Драматург во еден процес во театар, односно драматургот како професија, не подразбира дека тој човек мора нужно да биде драмски писател. Значи, драматургот е во процесот во правењето театарска представа првиот помошник на режисерот, кој што работи на анализа на текстот, анализа на ликовите, работи со глумците, водат разговори, дебати, анализи на сето она кое што го подразбира драмското дејство. И тој нема обврска да биде драмски писател. Ние дури, јас сум работена како драматург во театар, и во нашите театри се подразбира дека ние како драматурзи имаме обврска да пишуваме драми за театарот, да правиме адаптации на книжевни дела и така натака, дека тоа е дел од нашиот опис на работното место и покрај тоа што тоа не е така. Значи, драмското пишување е неврзано со драматургијата, но тоа е длабока тема за која што нема сега баш да навлагаме. Но во Друштвото на писателите јас, бидејќи сум малце поаналитична можеби од другите, земав да истражувам и заклучив дека у суштина Друштвото на писателите го имаат формирано драмски писатели. Малте не. Мислам, повеќе од 60% од првите членови биле драмски писатели. И понатака се одеднаш некако се губи тој континуитет после 80-тите години. Но тоа не е само проблем на Друштвото на писателите, туку тоа е генерален проблем, бидејќи ние немаме доволно развиен култура на пишување драми. Не е развиена културата на пишување драми, бидејќи драмското писмо современо македонско не се цени доволно. Мислам, никој не се занимава со тоа дали никој напишал драма. Кога ќе напишеш драма, немаш на кого да му ја дадеш, освен на твоите другари режисери, имаш среќа да им се допадне. Театрите не распишуваат конкурси, се е декларативно. Значи, во самото министерство, онаа годишна програма што ја објавуваат, односно конкурсот, таму стои во првата точка дека најважната работа со која што министерството ќе се занимава на овој конкурс е да се поддржат нови современи македонски драми. И потоа кога ќе стасаат резултатите, тие нови македонски драми имаат најмали буџети од сите други представи, пошто се смета дека нашиот драмски писател нема потреба ни да земе хонорар, или ако земе да го земе најмалиот возможен. Најчесто за да се направи представата мораме и да се откажеме од хонорарот, затоа што само во име на тоа да се направи представата, бидејќи нема пари. Едноставно ние немаме никаква поддршка на продукцијата на драмските текстови во Македонија. И никој нема интерес и потреба да пишува драмски текстови. Никој не сака да пишува за работите да му стојат во фиока. А издавањето на драми, како такви, како во форма на книга, е всушност половично завршена работа. Значи, една драма треба да биде испечатена само во моментот од како ќе се случи незината преизведба. Бидејќи до моментот додека не стаса таа драма пред глумци, да ја прочитаат и да се помине еден процес, таа драма реално не е завршена. Бидејќи немаш основен фидбек за тоа како функционира тоа што се го напишал. Така да многу се причините зашто немаме драмски писатели. Не е само недостатокот на драмски писатели во Друштвото на писателите во Македонија, туку опште недостатокот на драмски писатели. Да, но друга страна, например, еден период имаше кога се снимаат доста серии, кога се уште се снимаат филмови, сега последниве 2-3 години не толку, но се снимаат филмови. Многу често не идуваме на тоа дека самите режисери си ги пишуваат своите сценарија, затоа што или нема сценаристи, или тие не им веруваат.
и повторно не добиваме доволно добар производ, затоа што не може еден човек да биде сам судија за се, нели? Да си го препрочитува текстот без разлика, ти што можеш да го дадеш на не знам колку луѓе, меѓутоа мислам дека мора да постои соработка меѓу режисер и сценарист. Значи се соочуваме, има работа за таа професија, за драмски писатели или за сценаристи, нема заинтересирани. Генерално, мислам дека тоа е една од причините и причината на нашето школо, на факултетот за драмски уметности, бидејќи студентите по режија особено се од самите студии убедени дека они знаат се и дека режисерот е бог во процесот и дека тоа ти што ќе го видиш и што ќе го одлучиш, што е најдоброто решение. Најчесто воопшто ние дури на факултет немавме некоја особена комуникација меѓу класите, што е голем проблем. И тоа треба факултетот како таков и како систем на некакво стекнување знаење да го регулира, односно да го иницира на некој начин, да предизвикува класите меѓу себе да имаат соработка, особено што тоа било така смислено кога е направен факултетот и ние како класи генерацијски на тие 4 години се запишувавме класа по театарска режија, класа по филмска режија, драматургија и мислам дека со нас беше продукција можеби. Да. Ама генерално идејата на факултетот било да се направи генерација која што ќе соработува понатака, но тоа од страна на нашите професори никогаш не беше поддржано на ниеден начин и ние реално немавме некоја голема комуникација меѓу класите, освен ако створевме некои приватни пријателства, па почнавме да соработуваме меѓу нас. Значи, генерално тука потекнува проблемот на тоа дека и од друга страна голема недоверба се случува во општо генерално кај нас за сите работи. Ние имаме недоверба кон луѓето кои што се од тука, условно, и веруваме многу повеќе на било кој, па макар и да е само од Врање, ама по-паметен е тој што доаѓа од некоја друга средина. И нашите режисери ги пријавуваат своите идни проекти на одредени работилници, одат тамо, соработуваат тамо со некои странски експерти. Јас сум работела како некаков советник на одредени проекти и знам како тоа функционира. Генерално, ти кога ќе дојдеш во контакт со некој сценарио од тотално друга средина од твојата, која што не го познаш менталитетот, не го знаеш јазикот, ти се трудиш само тоа сценарио да биде точно на ниво на технички работи. Значи, да нема дупки во приказната, карактерите да бидат развиени, да имаат мотивација, ама тука останува да го нема она кое што е главно за еден одредено, за некое социјално милје, за начинот на кој што луѓето размислуваат, па и се однесуваат за сите работи кои што го карактеризираат едно поднебје. И сега они ќе отидат кај тие странски експерти, тие ќе им речат супер е ова сценарио, ама тоа сценарио во тој момент е супер на тоа техничко ниво. И после тоа снимаат филмови кои што немаат душа. И на тоа се сведува. Да, согласувам делумно со ова. Кажи ми како, јас многу размислував, некако ми се поклопија работите, значи две прашања што сакам да те прашам. Како можеме да ги мотивираме, значи младите луѓе, да сака да работат оваа професија која што мислам дека е навистина интересна. Значи ние се соочуваме со момент каде што имаме само еден студент по драматургија во моментов во класата на ФДУ. Значи тоа е, јас не знам дали некогаш се случило такво нешто. Исто така се соочуваме, пред некој ден имаше драмски театар објавено конкурс за млади актери, за млади автори, драмски автори до 30 години, каде што се јавија само 4 и жири комисијата која што верувам си ја вршала работата, едноставно одлучи да не даде награда и да не се изведе ниту еден текст. Значи, се доведуваме во ситуација каде што дури и ако сакаш да ги мотивираш младите луѓе, сваќаш дека имаме проблем. Значи, каде е проблемот? Каде лежи проблемот? Проблемот лежи во многу слоеви на нашето општество и на нашата културна средина. Значи, првата инстанца на која што можеме да се повикаме во моментов за
која што не го решава проблемот е факултет за драмски уметности, бидејќи класата по драматургија веќе десетина година воопшто не е актуелна, никој не сака тама да се запише, бидејќи луѓето кога се запишуваат на вакви академии, било каде во светот, има престиж тоа кој ќе им предава. А за жал, ако извадиме листата на факултетите на професорите на факултетот за драмски уметности, во овој момент за 60% од нив, кога ќе им ги прочитаат луѓето имињата, не знаат кои се. Да. Тоа не е мал проблем. Кога станува збор за толку чувствителна професија, за да отидеш воопшто да студираш и да се занимаваш со тоа, ти треба оној кој што ќе ти предава да го гледаш како некој кој што знае за што ти зборува, кој што знае тоа да го прави. И сега ако отидеш да ти предава некој што никогаш не си слушнал за него, нема ни да отидеш да се запишеш таму. Мислам, толку е едноставно. И многу е тажно тоа што му се случува на факултетот за драмски уметности во последниве 10 години, бидејќи јас неколку пати сум отишла чисто заради носталгија и гледам дека ништо од тоа што постоеше во времето ние кога студиравме веќе не постои. Не постои таа енергија. Во бифе луѓето не се така среќни како што бевме ние тогаш кога студиравме. Јас не зборувам дека јас сега ќе кажувам во наше време, како што знаат да кажуваат бабите, ама дефинитивно тоа што се случува со факултетот за драмски уметности се одразува на она што се случува понатака и затоа имаме само 4 што конкурирале на конкурсот во драмски театар. Јас ја поддржав одлуката на жири комисијата да не ја додели наградата, затоа што сметав дека самото тоа, нивната одлука и тоа што се случи со конкурсот ќе предизвика да се отвори малку поширока дебата за овие проблеми. Од друга страна, самата концепција на тој конкурс, да се направи конкурс за драмски писатели до 30 години, во една толку мала драмска средина како нашата, е малце и неодговорно, да речеме, пошто какви биле очекувањата на драмски театар, дека си постојат некои луѓе до 30 години што се седат дома и се пишуваат по 2 драми годишно и сега ќе ги пратат, па ќе додат 50 драми и они ќе одберат драма од тие. Требале да бидат свесни. Освен што, мислам, самата возраст секаде во светот, млади писатели се сметаат за писатели до 35 години, па некаде дури и до 40. Границата од 30 години е неразумна, бидејќи на 30 години луѓето немаат се уште доволно животно искуство за да може да пишуваат... Да напишат добар драмски текст, да. Значи, еве, например, ние во ДПМ млад автор се смета до 50, 55 години сме се уште млади автори, па после има време за награда за овој. Уште нема 55, например. Од друга страна имаме и другата страна на монетата, да. Да, но мислам дека таа граница од 30 години е... Да, ние тука живееме константно заробени меѓу тоа дека си премногу млад и немаш доволно искуство и одеднаш еден ден се будиш и веќе си премногу стар и немаш ништо направено. Мислам, не постои граница, не постои средина, туку одеднаш или си тоа и нема место каде да го стекнеш своето искуство кое што би требало да го стекнеш или некој да те гледа озбилно кога си премногу млад. Мислам, тоа се некои апсурдни работи. Да, мислам, ова што го кажа за факултетот за драмски уметности ме натера малку да размислувам. Значи, јас се сеќавам на времето кога луѓе од надвор, од други факултети, луѓе кои што веќе завршиле факултет, одеа да го слушаат Горан Стефановски, например. Да. И дека тоа беше доживување да се отиде на предавањата на Горан Стефановски. Дури на мојот факултет на филозофија, кај Ферид Мухич, без разлика јас колку го поддржувам него и неговите ставови, значи од денешен аспект, меѓутоа тој интересен еден човек, да. Значи тој бил човек кој што интелектуалец, тоа време, како професор, сите сакале да го слушаат. Сега јас веќе не знам кој предава на институтот по филозофија. Не знам кои луѓе се таму. Да, ние зборуваме само за нашите сфери. Освен некои од моите професори што тогаш беа млади, што се уште таму, што се уште не се во пензија.
Меѓутоа, ние знаеме дека за еден Сидо во Корчагин одеа да го слушаат луѓе од надвор. Да. Тоа ти викам, ние зборуваме за нашите свири во моментов, ама мислам, мојот впечаток е дека не е таква ситуацијата само кај нас во нашите свири, туку дека тоа е една општа општествена ситуација во оваа земја и дека ние имаме еден сериозен проблем во последните 25 години е тоа што имаме константна потреба да заради стравот на една генерација дека нивните студенти може да ги надминат, да се земаат за асистенти и понатака да напредуваат во нивната академска кариера, некои луѓе за кои што они пресметале дека нема никогаш да ги надминат. И автоматски тоа предизвикува еден синдром на создавање на неквалитет, кој што не може да се запре сега. Тоа е една лавина, значи тоа е нешто кое што е тргнато и сега ние како општество ќе мора да чекаме некои луѓе да отидат во пензија уште 20 на години, за да можеме да се надеваме, а патем не знаеме што они ќе остават позади нив, бидејќи они ќе имаат таа моќ во овој момент да одлучуваат кои ќе бидат новите асистенти и професори на сите факултети. Значи не зборувам ја само за мојот или за твојот или за факултетите што ние ја знаеме малце подобро состојбата. Значи тоа е еден апсолутно систем на рушење на сите квалитети, сите критериуми кои што постоеле и кои што би требало да постојат во високото образование. Дали мислиш дека има некој начин, можеби по други патишта да се мотивираат млади луѓе? Сега гледаме дека повторно секна продукцијата на серии. Повторно нема финансии, нема пари, повторно ништо не се продуцира. А и сериите што се продуцираа всушност и не беше тоа скандинавски нуар. Да бидеме реални, да. Или не знам. Или Северанс, или не знам. Мислам, сепак продуциравме серии кои што се прилично македонски и балкански. Да. Но е добра школа. Мислам дека главната работа за да се мотивираат особено младите луѓе е да се свати тоа дека мораме да престанеме да размислуваме во контекст на тоа дека ова е многу добро за македонски услови. Значи мораме да почнеме да сваќаме дека сега светот е еден глобален пазар, отворен е. Младите особено имаат, мислам и ние самите имаме многу влијанија и гледаме што се случува секаде околу нас. И мораме да сватиме дека мора да го ловиме тој квалитет во секој поглед. Значи, ако сакаме ние младите да останат тука, треба тука да го направиме и да им го дадеме тоа кое што они го бркаат кога одат надвор од тука. Така да и за младите луѓе кои што се сакаат да се занимаваат со нашата работа, треба да им покажеме дека нашите серии, филмови нема веќе да бидат добри за македонски услови, туку ќе станат добри за сите услови, за светот. Ние ќе станеме и треба да станеме, мислам, треба, сето тоа се достигнува на начин на кој што ќе почнеме конечно да не ги завршуваме работите така како што кај нас се завршуваат, односно, знаеш како лош ученик кој ќе има домашна задача. И па кај нас, за жал, во менталитетот е дека битно јас ја завршив работата, а како е завршена, тоа не е важно. Значи, сите само сакаат да завршат некоја работа, да ги земат тоа малото хонорарче кое што ќе го добијат за тоа и тука завршува таа приказна. А не е така. Значи, генерално и кога ќе се согласиш да работиш за малото хонорарче, мораш да си ја изработиш честно работата. И у суштина така само можеме да ги мотивираме младите луѓе, да им покажеме дека знаеме како се прават работите и дека можеме тоа да го направиме. Да, мислам дека имавме и добри примери каде што млади режисери со кратки филмови, еве Марија Апчевска дојде до Кан, имаше и уште неколку. Па имаме и Медена земја во најмала рака, која што ни е еден од најголемите примери за тоа дека не ти требаат ни пари, како што сите се жалиме дека нема доволно буџети и така, туку дека ти треба добра идеја и исклучителна посветеност. Значи тоа е другата работа која што никој не ја гледа. Знаеш, ние имаме тука впечаток како луѓе, како менталитет, дека мене ми следува затоа што јас сум се родил. Мислам, нема потреба ништо да направам, туку мене ми следува. Зашто тој да има, јас да немам? Тука настанува проблемот. Значи, кога ќе се свати дека успеваат луѓето кои што честно ќе изработат својата работа, тогаш ќе мрнеме малце напред. Да, верувам. Добро, јас би сакала сега
бидејќи рековме дека ќе зборуваме до 7 часот и потоа ќе одиме со музика. Би сакала прво да ти се заблагодарам што беше дел од оваа емисија. Се надевам дека ќе се видиме наскоро со некој следен проект. Фала ти тебе многу што ме покани, баш ми беше задоволство да го водиме овој разговор и се надевам дека ќе имаме и други прилики. Да, и јас исто. Значи, книжевна лабораторија, Билјана Црвенковска, продолжуваме сега со Андреа Салпе, Оливер Митковски, поетроника и музиката од Марта Верина. Вечност. Од тебе до мојата небитнина.